Македонските банки рушат рекорди. За половина година заработиле неверојатни 90 милиони евра. Или дневно во просек им легнуваат по половина милион евра профит. Дури 84 милиони евра е профитот на големите банки. Лани за истиот период добивката на банките беше 50 милиони евра, а годината ја завршија со фантастични 106 милиони евра заработувачка. Годинава само за 6 месеци го достигнаа ланскиот профит. Се очекува да ја завршат со рекордна заработувачка од постоењето на банкарскиот систем во земјава. Прва работа што им оди во прилог е големата каматна маргина, значи разликата помеѓу активните и пасивните камати во проценти е на историско највисоко ниво, имено пасивните камати, односно каматите на депозити, на штедни така натаму се многу ниски. Оде се следи трендот на европските банки, а од друга страна каматите на пласманите не го следат ова намалување. Анализата покажува дека банките за 6 месеци наплатиле 158 милиони евра само од камати. Од нив половината или 77 милиони евра се камати кои ги платила граѓаните за кредитите, додека само за провизии на сметките на банките легнале речиси 43 милиони евра. Експертите сметаат дека ако се регулираат брзите кредити, време е да се регулираат и банките. Фискалната власт, односно Министерство за финансии, владата и така натаму треба да обрнат посериозно внимание на трендовите во банкарството, посебно што профитите за кои што спомнуваме се генерално најголем дел одливаат во странство. Министерството за финансии излезе со еден законски проект за ограничување на провизиите кај финансиските друштва. Она поземува на краток рок и така натаму, така да можеби треба да се следи овој аспект на каматната маргина кај банките. И експертите и граѓаните потврдуваат дека населението кубори со пари. Граѓаните велат дека нема крај на животот на рати, но без кредити и картички не можат да преживеат. Користам. Не, кредитот сега го завршив, картичките користам. Да не се картички ништо не правиме. Кредити не, а картички да. Не сум задоволна. Дека се големи каматите и провизиите. Не верувам дека месечните примања се доволни за нешто такво. Едноставно каматите сметам дека се преголеми. Банките заработиле 90 милиони евра за 6 месеци. Сметате ли дека тоа е преголем профит за наш стандард? Со здравје се ги трошат, што да кажем друго. Податоците пак покажуваат дека кој има штеди и тоа многу, додека најголем дел од граѓаните се повеќе се задолжуваат. Така вкупните депозити во јули достигнаа 5,7 милиарди евра, од кои 3,9 милиарди евра се на штедните книжки на граѓаните. А вкупните кредити достигнаа 5 милиарди евра, од кои половината или 2,5 милиарди евра е долг на граѓаните. Анализата покажува дека секое домаќинство во земјава должи по 4,5 илјади евра во банка.